Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате шестиот дел од книгата Одговори на 4 прашања поставени од господин Сирач Уддин, христијанинот. Оваа книга е напишана од Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам, печатена во Дија ул Ислам, печатницата во Кадијана, под надзор на Хаким Фадала Дин Сахиб на 22 јуни 1897 година. दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है, दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है। अब गया वक्त खिज़ां, अब गया वक्त खिज़ां, आए हैं फल लाने के दिन, आए हैं फल लाने के दिन, आए हैं फल लाने के दिन. Зарем овие докази не се доволни да ја докажат потребата од честниот Куран? Имајте на ум дека честниот Куран сам ја објаснил причината за своето објавување. Знајте на вистина дека Аллах ја оживува земјата по мртвилото нејзино. Историјата сведочи дека до времето на објавувањето на честниот Куран, сите нации станале расипани. Господин Фандер, христијански свештеник и автор на книгата Мизан ул Хак, Вага на вистината, наспроти своите длабоко вкоренити предрасуди, во својата книга јасно напишал дека евреите и христијаните станале расипани и дека биле во многу лоша состојба до доаѓањето на честниот Куран, кој за нив представувал еден вид на предупредување. Но наспроти признавањето на сето тоа, тој сепак докажува дека Бог ги предупредил преку лажен пратеник. Какво богохулие! Дали ние можеме таква работа да му ја препишеме на Бог, уведувајќи го човештвото во грев и расипаност, дека он преку својот план ги водел во уште поголема заблуда и предизвикал пропаст на милиони невини луѓе? Дали ваквата постапка на Бог кон човештвото бил во време на неговото искушение? Жалосно е овие луѓе поради својата љубов за овој свет да отидат толку далеку, па подло и просто да го негираат ова сонце, упадства. Од една страна тие за божествен го сметаат тој понизен човек, за кој веруваат дека бил проколнат, а од друга страна го одбиваат највозвишениот пратеник салаллаху алейхи веселем, кој дошол кога човештвото било духовно мртво. И после тоа тие велат, каква е потребата од честниот Куран? Вие небрежни луѓе со слепо срце, ниту еден пратеник не се појавил во времето на потполн мрак, како што го обвил светот во време на објавата на честниот Куран. Наоѓајќи го светот слеп, честниот Куран му подарил светлина. Наоѓајќи го светот залутан, честниот Куран му донел упадства. Наоѓајќи го светот мртов, честниот Куран му донел нов живот. Што повеќе сакате како доказ за потребата од честниот Куран? Вашата состојба е уште победна, ако прашувате кое ново учење го донел честниот Куран, кога учењето на тевхидот веќе било присутно во светот. Јас веќе истакнав дека концептот на тевхидот, содржан во претходните книги, не бил совршен, ова никој не може да го одрекне, и дека срцата на луѓето биле потполно лишени од тоа. Честниот Куран бил тој кој го оживеал тевхидот и го донел до совршенство, и затоа бил наречен зикр, подсетник, бидејќи служел како подсетник за човештвото. Отворете ги очите и размислете, дали учењето на Тевратот за тевхидот, Божјо единство, било единствено така што претходните пратеници немале никакво познавање за тоа. Зарем не е вистина дека истото учење му било дадено на Адем, потоа на Шес, потоа на Нух, потоа на Ибрахим и на сите други пратеници кои дошле пред Муса? आए हैं फल लाने के दिन, दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है.
Од тука истиот приговор може да се даде против Тевратот, за тоа кое ново учење го донел. Луѓе, вие сте залутале, Бог е непроменлив. Он бил исти во времето на Адем, Шес, Нух, Ибрахим, Јаков, Јусуф и учењето на Тевратот за Тевхидот, Божјо единство, било исто онакво какво што го проучувале претходните пратеници. Ако се постави прашањето зошто Тевратот го повторил истото учење за Тевхидот, одговорот е дека верувањето во постоењето на Бог и неговото единство не почнало со Тевратот, туку тоа од секогаш постоело, иако во одредени периоди луѓето го занемарувале и на него гледале со презир, поради своите собствени пропусти во постапките во врска со тоа. Затоа е неопходно Божите книги и пратениците да се појават тогаш, кога луѓето ќе престанат да се грижат за ова начело и станат жртви на своите склоности кон многубоштвото. Тевхидот илјадници пати бил повторно оживуван, но исто толку пати и го губел својот сјај и останувал скриен од очите на луѓето. Но секогаш кога бил изгубен, Бог праќал свој роб за повторно да го открие во неговата првобитна чистота. На овој начин, мракот и светлината неизменишно владееле во светот. Најдобар критериум за оценување на пратениците е да го посматраме времето кога тие се појавувале и реформата која ја постигнувале. Во трагање по вистината, личноста мора да мисли на тој начин, не обрнувајќи внимание на неискрените тврдења, на пристрасните и неразборитите луѓе. Треба да ја разгледате состојбата во која пратеникот ги наоѓа луѓето и искрено да настојувате да ја откриете промената која тој ја постигнува во нивните карактери и верувања. Вака можеме да научиме за пратениците кои се појавувале во време на најголеми потреби и за оние кои се појавувале кога немало толку големи потреби. Грешните трагаат по пратеник како што болните трагаат по лекар, и онака како што болеста има потреба од лекар, грешните имаат потреба од реформатор. आए हैं फल लाने के दिन, आए हैं फल लाने के दिन, दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है. Имајќи го во предвид ова начело, ако ја погледнеме историјата на арапскиот полуостров и ја споредиме состојбата на арапите пред и после доаѓањето на чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем, ќе согледаме дека овој конечен пратеник салаллаху алейхи веселем ги надминал сите други во начините на неговото побожно влијание, духовна моќ и доделувањето на небеските благослови. Исто така, ќе согледаме дека потребата за чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем и чесниот Куран била многу поголема од потребата за сите останати пратеници и книги заедно земени. Да го земеме Исус, на пример. Која од светските потреби била исполнета со неговото доаѓање и кој доказ постои дека тој воопшто исполнил било каква потреба? Дали тој направил било каква темелна промена во однос на моралот, карактерот и верувањето на евреите? Дали тој своите ученици ги довел до највисока чистота? Во врска со ова не постојат никакви докази. Се што знаеме е дека само неколкумина алчни и тврдокорни луѓе одбрале да го следат и истите завршувале во понижувачки дела на предавство и неверство. Според мене, предпоставеното самоубиство на Исус не е ништо повеќе од безсмисленост, која фрлила сенка на неговата разборитост и светост. Може ли една таква разумна личност да стори такво дело, кое дури и според човечките закони представува криминал? Ние затоа прашуваме, што подучувал Исус и што му донел на светот? Дали тој дошол само поради проколнатото жртвување, кое не може да му одолее на испитот за разумот или правдата? Запомнете, Инџил, Новиот Завет, не содржи никакво ново учење. Сите негови учења веќе се содржани во Тевратот и огромен дел од нив среќаваме дури и во еврејската книга Талмуд.
Еврејските зналци секогаш протестирале за тоа дека одреден број на изреки во Инџил, Новиот Завет, биле украдени од нивните книги. Неодамна добив книга која ја напишал еден еврејски зналец, кој не го жалел својот труд за да го докаже ова тврдење. Тој навел неколку извори од кои се земени овие изреки. Јас ги имав овие книги за да му ги покажем на господинот Сирач Уд-Дин, но тој за жал, тој не најде за сходно да ги види. Некои христијански истражувачи признаваат дека Инџилот, Новиот Завет, не е ништо повеќе од кратка содржина на еврејските учења, кои ги сакал Месијата алейхи селам. Исто така тие додаваат дека целта на неговото доаѓање не била да донесе некакво ново учење. Неговата прва цел била тој себе си да се жртвува, тоест да го поднесе тоа проколнато жртвување, кое јас повеќе немам желба постојано да го спомнувам во оваа книга. Накратко, христијаните не се чувствувале пријатно поради помислата дека Исус не донел никаков нов закон, бидејќи законот веќе бил завршен во Тевратот, и дека тој единствено дошол за да го спаси светот. Исто така, тие мислат дека честниот Куран непотребно донел учење кое веќе било усовршено. Ова не е ништо повеќе од измама која потполно го подкопала нивното верување. Бидејќи човекот е склон на грешки и заборавеност и не е во состојба да покаже истрајност во своето спроведување на Божите наредби, вистина е дека треба некој да го потсети на тоа и да ја оживее неговата вера. Но честниот Куран не бил објавен само поради овие две причини. Тој се појавил и за да ги усоврши и потполни претходните учења. Например, Тевратот посветил големо внимание на одмаздата и возвраќањето, затоа што тоа било потребно во тие времења, додека Инџил, Новиот Завет, ставил акцент на проштевањето и стрпливоста. वो घड़ी आती है जब ईसा पुकारेंगे मुझे, वो घड़ी आती है जब ईसा पुकारेंगे मुझे, अब तो थोड़े. Од друга страна, честниот Куран не учи како прво да ги земеме во предвид околностите пред да го избереме едното или другото. Посматрајки и од друг аспект, Тевратот оди кон една крајност, а Инџил, Новиот Завет, оди во друга крајност, додека честниот Куран учи на прилагодување и дава простор за постапување според потребите на времето и местото. Иако е неопходно подеднакво да се учат сите три книги, едната поголем акцент става на еден аспект, другата нагласува друг аспект, а третата, честниот Куран, поучува на урамнотежен начин на постапување кој е во согласност со човековата природа. Честниот Куран не учи на мудрост во постапувањето кое е во склад со ситуацијата. Тевратот нагласува несоодветна грубост, Инџил, Новиот Завет, го истакнува неоправданото проштевање, а честниот Куран промовира прилагодување. Онака како што млекото се создава преку крвта која влегува во мајчините гради, така наредбите во Тевратот и Инџилот се претвораат во мудрост кога се изразени во честниот Куран. Да не бил објавен честниот Куран, Тевратот и Инџилот би биле како стрели исфрлени од страна на слепа личност. Еднаш би ја погодиле целта, а повеќе пати би ја промашиле. Тевратот преку приказни проучувал за шеријатот, а Инџилот поучувал преку параболи. Но честниот Куран поучува преку мудрост за оние кои ја бараат вистината. Како Тевратот и Инџилот воопшто можат да се споредат со честниот Куран? महबूब के चेहरे के दिखलाने के दिन दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है अब गया वक्त खिज़ां आए हैं फल लाने के दिन
आए हैं फल लाने के दिन, आए हैं फल लाने के दिन, दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है, शोर है. Денес го завршивме 6-тиот дел од книгата Одговори на 4 прашања поставени од господин Сирач Уддин, христијанинот. Еселаму алейкум.